Сега би сакал да денес малку да прочитаме за Божиот печат или запечатувањето кое што христијаните веќе го имале. Уште од почеток, уште од раниот дошт, уште од Педесетница. Па ќе отвориме во посланието до Ефесијаните првата глава. Ефесијаните првата глава. Апостол Павле го споменува запечатувањето и обраќајќи им се на ефесијаните, им вели дека тие се веќе запечатени. Со што запечатени? Како запечатени? Ефесијаните првата глава, ќе читаме од 11 стих. Вели преку него, мислејќи на Христа. 11 стих. Предходно во 10 стих зборува дека во Христа е соединето се небесно и земно. Све под една глава. Под Христа. Преку него, значи 11 стих, Ефесијаните прва глава. Преку него ние бевме избрани за наследници. И тоа е многу силна мисла. Преку Христа ние бевме избрани. Ова е вистинската елита, избраните. Не оние вампири таму, кои што смрдат на смрт, уште додека се живи. Колку сакаат пари нека имаат во банка. Тие се изгубен случај на оваа планета. Како што рече неодамна американскиот артист Морган Фриман, имам милиони во банка, но што да направам да се спасам од рак кој што ме јаде? Што му вредат тие милиони? Што му вредеше славата и милионите на еден принц, еден друг жалосен случај, за кој што светот зборуваше деноиве по повод неговата смрт? Повторно известија медиумите како за некој пцојсано куче, дека бил најден мртов. Тоа е многу чуден начин на изразување у последно време. Слично беше кажено за Уитни Хјустон. Майкл Джексон беше контроверзен случај. Околу неговата смрт, мислам. Беше контроверзна. Обично кога некој умире, се вели почина, по кратко боледување, по долго боледување. Што значи ова? Беше најден мртов. Значи, тоа е Бог да чува. Значи, осамен. Значи, несреќен. Да, затоа го споменам. Единствената причина зашто го споменувам. Роден и пораснат во адвентистичко семејство. И наводно на времето се збореше дека една од неговите песни ги споменува седумките. И така натаму. Станал Јеховин сведок после тоа. Отпаднал од адвентизмот. Трагичен случај. Денес има многу отпадници и внатре во адвентизмот и надвор од него. Да не даде Господ да бидеме и ние во таа група. Туку да даде да бидете во групата на избраните. Преку Христа ние бевме избрани за наследници. Однапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја. Сега ќе рече некоја предестинација ова? Да, предестинација. Меѓутоа, Господ тоа го мисли за сите. Не го мисли само за некој. За да послужиме како пофалба на славата Негова, ние кои од порано се надевавме на Христос. Но во Него, значи ние, еврејските христијани, што од порано, значи што први поверувавме. Во Него и вие,
поранешните пагани и незнабожци, откако го слушнавте словото на вистината, Евангелието за вашето спасение, и откако поверувавте во него, што се вели? Станавте запечатени преку што? Преку ветениот Свети Дух. Тој е залог за нашето наследство, за откупување на посвојувањето за пофалба на неговата слава. Очигледно, ова запечатување не е она, последното, на 144.000. Последното запечатување се однесува за 144.000. Но ова запечатување се однесува за сите верни. Ова е раниот дожд на некој начин. Ако тоа е позниот, иако позниот дожд не треба да го врзуваме само со запечатувањето. Секој кој што поверувал, секој кој што бил новороден, дали пред 2000 години, дали вчера, секој кој што бил крстен со Светиот Дух, тој е запечатен со Светиот Дух. Што значи сега тоа? Дека еднаш спасен, за секој спас? Дека повеќе не може да биде изгубен? За жал не. За 14 стих што го прочитавме, последниот од овој одсек, тој е залог, Светиот Дух е залогот. Знаете што значи зборот залог? Залог за нашето наследство. Значи, Господ однапред дава доказ дека тоа што го ветил за новата земја, второто Христово доаѓање, вечниот живот е вистина. Значи, има нешто, некој капар. И тоа се состои трагедијата на нашето општество, што некои труски зборови ни се поразбирливи од нашите зборови. Например, едно време, како се сеќавате на една библиска полка, беше поставено прашањето што значи тоа Господар. И некој стане рече, па тоа значи газда. Како македонскиот збор да го објаснуваме со турски збор. Зарем турските зборови ни се поразбирли. Разбираме ли што значи зборот залог? Тоа е македонски збор. Зарем треба да речеме капар. Капара потекнува од италијански. Хипотека, добро, тоа има грчки призвук. Господ дава таков залог, тоа е Светиот Дух. Тоа е силата која што го менува карактерот, која што ги победува страстите, која што ја менува целата реалност во душата на верникот. Тој е залогот за нашето наследство. Значи, постои еден печат со кој што сме запечатени сите, кои што поверувавме. Тој е Светиот Дух. Го примивте ли Светиот Дух? Ке ве запраша апостол Павле. Браќа и сестри, кога се крстивте, го примивте ли Светиот Дух? Што ќе одговориме? Прашање за размислување. Да отвориме во Дела на апостолите, имаме уште малку време. Како одговориле тие ефесијани, кои што им го поставил тоа прашање? Дела 19 глава. Па ние не сме ни знаеле дека постои Свети Дух. Трагедија. Че тоа биле како Јеховините сведоци, кои што не ни веруваат во Светиот Дух. За жал, Принц беше еден од нив. Каков адвентизам требало да расте некој човек, за да после тоа стане Јехови сведок? Некој адвентизам без Свети Дух? Кога го нема Светиот Дух, се што има во адвентизмот може само да ве нервира и да ве фрустрира. Па не смеам ова, па не смеам во сабота ова,
па не смеам свинско, па не смеам алкохол. Без Светиот Дух све е Стар Завет. Не смеам ова, не смеам она. Па не смеам ова. И така натаму. И нервоза. Еден ден не идем ни у црква. Кој ќе ми пукне филмот, не идем ни у црква, заради тоа што не смеам еден куп работи. Но ако сме крстени со Светиот Дух, како изгледа реалноста тогаш? Тогаш ќе воскликнеме како апостол Павле. Све ми е дозволено, но не ми е се полезно. Господ ми дал разум да знам што е вистина, што е вистинска среќа, што е вистински благослов, што е вистинска радост, што е вистински живот. И тоа е живот во изобилство. Но да отвориме сега во Дела 8 глава, да видиме како христијаните, првите христијани кои што биле евреи, го примале Светиот Дух. Како тие се крштавале со Светиот Дух. Малку невообичаено. Знаете, кога крштаваат во православната црква дете, обично деца и возрастни кога крштаваат, исто да го прават, знаете што се случува? После прскањето со вода, или полевањето, или некаде и нурнувањето, иако за жал тоа многу поредко. Што се случува после тоа, знаете? Има еден друг обред, што иде веднаш после тоа. Го мачкаат со масло, на челото. Тоа се вика миропомазание. Знаете од кај потекнува таа пракса и што символизира? Маслото во Библијата што символизирало? Стариот Завет, Светиот Дух. Ке прочитаме од каде се развила таа пракса. Значи, 8 глава. Осмата глава, значи, започнува со како после смртта на Стефан, значи, Савле ја прогонува црквата, ја пустошеше, вели третиот стих. Заради тоа гонење и расејување верниците ја го проповедаа словото и во Самарија, и во, значи, подалеку малце од Јудеја и Иерусалим. И сега се зборува како Филип го проповеда Евангелието во Самарија, како настана, 8 стих вели, настана голема радост во тој град. Се случува големи чуда, што Филип, значи, ги правеше, нечисти духови со голем вик излегува од оние во кои се наоѓа, и мнозина неподвижни и сакати оздравува. Морган Фриман би ги дал сите милиони што ги има во банка за некоја ваква сила. Потоа се кажува случајот со Симон, кој што исто така бил Симон магот, воодушевен од силата на Светиот Дух, но истовремено бил и алчен, и во Светиот Дух видел бизнис. Знаеме како завршува дискусијата меѓу него и апостол Петар подоцна. Ќе го прочитаме тоа. Но, да забележиме дека 13-тиот стих, уште 12-тиот, еве да го прочитам. Мнозина кои што биле следбеници на Симона, и не само на Симона, туку кои што биле посветени на своите магии, на своите вражбини, суеверија, кога му поверуваа на Филип, вели 12 стих, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божјо и за името на Исус Христос, почнаа да се крштаваат мажи и жени. Тогаш поверува и самиот Симон, и овој магионичар поверува. И откако се крсти, постојано го придружуваше Филипа. Видите, интересна ситуација. И гледајќи дека гледајќи дела големи и чудеса што се врше, се восхитуваше. Значи, пазите, овој Симон не пристапил лицемерно. Он искрено станал верник.
Понекогаш има мнозина кои што искрено стануваат верници и искрено бил во заблуда околу некое прашање. Дури се вели се восхитуваше. Тој се восхитувал на силата на Светиот Дух. Замислите еден магионичар, што требало да биде Светиот Дух за еден магионичар се восхитува на Светиот Дух. Значи, сите демони фрлете ги во ѓубре, не се ништо, сите нивни сили, вражбени, сеанси, спрема силата на Светиот Дух. За да овој се восхитувал. И сега 14 стих не интересира, што се случува. Кога слушна апостолите што беа во Ерусалим, дека Самарија го примила Словото Божио, ги пратија кај нив Петар и Јован. Че пратија двајца апостоли. Зошто ги пратија? Не беше доволно мисионирањето на Филип? Да. Што требало да направат Петар и Јован? Која била нивната мисија? Тие, штом слегоа, се помолија за нив, за да го примат Духот Свети. 16 стих, зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени во името на Господ Исус. Замислите, кога првите христијани, кои што биле евреи, се крштавале со вода во името на Исус Христос, тие не го примале Светиот Дух. Требало да дојдат некои апостоли подоцна, за да ги крстат со Светиот Дух. Крштевањето со вода и со Светиот Дух биле две временски различни чинови, да, или настани. Тогаш зашто Павле ги прашува ефесијаните, кога се крстивте, го примевте ли Светиот Дух? Зашто па неговото прашање имплицира нешто друго, како да тоа веднаш треба да се случи, со самото крштевање со вода. Ке видиме кај Корнелие, првиот незнабожец кој што се крстил и ја прифатил вестината на апостолите, на апостолската црква. Он и неговото семејство со самото тоа што поверувале, веднаш слегува Светиот Дух без никакви апостоли, без никакви раце врз нив, уште пред да бидат крстени со вода. Не само што биле необрежани, туку пред да бидат крстени со вода, слегува врз нив Светиот Дух. Ова е блажено искуство. Множени од нас, вклучувајќи ме и мене, се сеќаваат на вакви настани од минатото. Зашто апостол Павле ги прашува галатјаните? Како се случија сите овие промени, големи дела, чуда помеѓу вас? Со делата на законот или со што? Со послушноста на верата. Само кога поверувале незнабожците, веднаш го примале Светиот Дух. Но, кај еврејските христијани не било така. Некој, не во последниот, предпоследниот час во среда, рече, ние се крстивме сите, меѓутоа како што влеговме, така и излеговме. Немојте да очајувате ако тоа било случај. Видите, еврејските христијани биле истиот случај. Друга е положбата на некој што, како мене и како Борче и мнозина, од светот, од црно паганство, ја запознаваат вистината и за нив таа промена
кога е со вера проследено, изгледа драстично, затоа што Светиот Дух веднаш стапува на сцена. Треба само да се отвори вратата на верата, ништо друго. Но евреите биле родени, обрезани, воспитувани во Божиот закон, во вистината. Не е чудо што тие не ја доживувале таа промена веднаш. Со самото крштевање со вода, или пред тоа, со самото прифаќање на Исуса Христа. Но тоа не значи дека тие не може да бидат крстени со Светиот Дух. Што се случувало? Апостолите доаѓале и положува над нив раце и тие го примија Светиот Дух. И затоа се вели, кога виде Симон, оној што се восхитувал до тогаш на Филиповите проповеди и дела, дека Светиот Дух се дава со полагање раце од апостолите, им донесе пари. И им рече, дајте ми имене таа власт, таа над кого и да ги положам рацете, да го прими Духот Свети. Значи, убав бизнес. Еви, толку пари, ако ќе ми ја дајете таа власт, јас ќе го продавам Духот Свети за поголеми пари и тој ќе биде добар ќар. Но Светиот Дух не се дава со пари. Зошто? Затоа што тој ја представува Божијата благодат. Петар му рече, среброто твое нека загине заедно со тебе, зашто помисли дека дарот Божи, значи благодатта, силата на благодатта, може да се стекне со пари, со човечки дела, со човечки заслуги. Ова е најбитното. Светиот Дух ја представува Божијата благодат. Дали сме спремни да ја фрлиме нашата гордост во прав? Знаете, понекојаш нашето минато може да биде благослов и треба да биде благослов. Колку повеќе време сте биле во црква или пораснати од мали нозе, тоа треба да го чувствувате како благослов. Тоа и за мене важи. Но, знае да стане проклество кога велиме, јас сум толку и толку време во црква. Знае да стане мотив за гордост. Да не спречи да се понизиме. И тогаш Господ вели, подобро да бевте студени, значи подобро да бевте вчерашни, искочени како партал од некоја кафана. Подобро сега да бевме некои такви, нови, се уште во греф, но што туку поверувани и да дојдеме во црква, отколку нашето и секоја стара слава да ги користиме како основа за некаква гордост, за некаква заслуга пред Господа. Како би рекле, Господе, јас цела младост, колку не жртви, колку не откажувања заради Тебе. Сето тоа, кога ги дојгаат такви мисли, фрлете ги во прав, фрлете ги во гибре. Ништо ние немаме заслуга пред Господа. Сето тоа се парите на Симон, среброто негово и на заслугите на постариот син. Господ сака прво да разбереме дека се што сме имале во минатото е благодат. И се што денес може да примеме само како благодат од неговиот престол, не со никакви наши заслуги. Светиот Дух, дарот Божи, не се дава со пари, но во превод не се дава ни со никакви човечки заслуги. Да, кажавме само со што може да се купи. Кога зборувавме за Лаодикејската порака.
И зашто Господ го употребил тој глагол, да купиш од мене. Што тоа што ние треба да го дадеме во таа трампа е повторно нешто безвредно, но нешто од што треба да се ослободиме, за да може да го примеме неговиот дар. Нека му е фала и слава вечно. Амин.